Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. С големен број интервенции на отворен простор има територијалната противпожарна единица од Кочани во изминатите неколку дена. Најчесто се гаси оган на земјоделско и друго земјиште на кое несовесни граѓани палат остатоци од страништа во нивите по завршената жетва на житата. Повторно се зголемува бројот на интервенции на пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани, откако земјоделците започнаа да ги палат остатоците од ожнеаните жита во нивите. 3 хектари земјоделско земјиште засејано со пченка и други земјоделски култури се уништени од пожар во атарот на селото Мојанци. Од територијалната противпожарна единица во Кочани потврдија дека поради силниот ветар огнот брзо зафатил поголема површина, а пожарникарите што учествувале во гаснењето со потешкоти успеале да го стават под контрола и да спречат проширување кон блиските ниви и куки. Токму во овој период од годината, вообичаена практика на земјоделците од регионот е да ги палат страништата и сувата слама во нивите, со што се загрозува општата безбедност, се загадува животната средина, а често се прави и материјална штета на туг имот. Токму тоа е и причината за пожарот кај Мојанци во кои изгореа ниви од кои се уште не е собран родот. Пожарникарите ги потсетуваат несовесните граѓани на законската забрана за палење оган на отворен простор, за што се предвидени високи парични казни. Слична интервенција пред неколку дена екипи на територијалната противпожарна единица од Кочани имали и во атарот на селото Теранци, каде по проширувањето на огнот од нивите изгорел и помошен земјоделски објект. Само во текот на месец септември, кочанските пожарникари имале околу 35 гаснења пожари на земјоделски површини. Со оглед што жетвата на оризот е во ек, од таму потенцираат дека во просек имаат веќе по 2 излегувања на терен дневно, поради што најверојатно во октомври ќе биде регистриран поголем број интервенции. Според календарот на Државната изборна комисија, активностите за одржаниот референдум продолжуваат со прибирањето забелешки и приговори. Во законскиот рок досега е поднесен приговор за едно избирачко место во општина Виница. Во законскиот рок до Државната изборна комисија на ниво на држава досега се пристигнати 6 приговори во врска со гласањето, сумирањето и утврдувањето на резултатите од референдумот. Според јавно достапните информации, од Кочани не се евидентирани забелешки за референдумското изјаснување, но еден приговор е поднесен во општина Виница. Приговорот се однесува за заштита на гласачкото право, односно дека недостасувале 7 од неупотребените гласачки ливчиња. Сепак, по разгледувањето на писменото образложение што било наведено, овој приговор е отфрлен од Државната изборна комисија. Од комисијата оцениле дека приговорот не е поднесен од граѓанин кој се соочил со неправилности во постапката за гласање или во сумирањето и утврдувањето на резултатите од гласачкото место во кое бил присутен и е запишан во изводот од избирачкиот список за гласање. Со оглед што во приговорот не бил наведен факт што граѓанинот лично го забележал или констатирал и го внел како забелешка во дневникот за евиденција на настани, истиот не е земен предвид, а приговорот се смета за невалиден. Освен во Виница, приговори за текот на референдумскиот процес, односно за гласањето, не се поднесени ниту во општините Зрновци и Чешиново Облешево. Одбележани 116 години од загинувањето на виничкиот револуционер Ангел Бабабожанин Винички. На спомен плочата на револуционерот оддадена почит со едноминутно молчење и полагање цвеќе. Како доверлив курир на Гоце Делчев, Ангел Бабабожанин Винички е организатор на тајниот пат од Виница за Кюстендил, кој поминувал преку селата Драгобраште, Грлани, Илиово, Драмче и Ветрен. Во селата Ангел имал доверливи соработници, кои при преведувањето на луѓе преку границата и пренесувањето на оружје и други материјали го обезбедувале тајниот пат.
Во 1897 година, кога една банда го убила виничкиот бек Ќази Мага и селскиот курир Васе, разоткриена е тајноста на организацијата, разоткриено е делот нелегално обезбеденото оружје, дешифрирани се тајни писма, пронајден е списокот на селата во кои имало скриено оружје. Турската полиција, барајќи ги убииците на бегот спрема македонското невино население од Виница и околните места, применувале репресивни мерки, малтретирале, тепале, затворале и слично, при што почнала и потерата по Ангел Винички. Ангел по брза постапка организирал скриеното оружје во селата да се пренесе на други места и тој, за да не падне во рацете на полицијата, со сопругата и ќерка му заминале за Бугарија и останале во Кјустендел, каде ги продолжил револуционерните активности. Бомбите, скриени во 3 товари ориз, од Виница испратени за Битола, ги испраќа Ангел Винички, кои се опеани во песната «Ми товарел калеш Дончо 3 товари ориз». Ангел е организатор на тајниот пат од Виница за Кјустендил, кој поминува преку селата Драгобраште, Грљани, Илјово, Драмче и Ветрен. Во споменатите села Ангел има своји доверливи соработници, кои при преведувањето на луѓе преку границата и принесувањето на бомби, пушки и други материјали го обезбедувале тајниот пат. Но, за жал, во тоа време, во 1897 година, во Виница, една банда ги убила виничкиот бек Ќази Мага и селскиот курир Васе, при што се случила Виничката афера. Со Виничката афера нанесена е голема штета на македонската револуционерна организација. Разоткриена е тајноста на организацијата. Разоткриено е делот нелегално обезбеденото оружје. Дешифрирани се тајни писма. Пронајден е и списокот на селата во кои имало скриено оружје. Со едноминутно молчење и полагање свежо цвеќе пред спомен плочата на Ангел Винички во село Драгобраште се поклонија представници од организациите на пензионерите и борците од Виница, Кочани, Штиб, градоначалникот Ивица Димитров, представници од училиштата, како и од Општинското здружение на пензионерите. Со марш низ улиците во Виница, учениците од основното училиште Славчо Стојменски потсетија на своите детски права. Со низа активности се вклучуваат во одбележувањето на неделата на детето. Со марш по улиците низ Виница, учениците од основното училиште Славчо Стојменски ја потсетија јавноста за детските права, а воедно испратија и силни пораки за стоп на насилството. Тие ги научија своите права и обврски. Секој возрастен секогаш треба да го прави оно што е најдобро за детето. Имам право да добивам информации. Право на образование. Друго? Право на слободно изразување. Право на живот, име и националност. Право на зачленување во здруженија. Право на заштита, право на приватност, право на слободно време и игра, право на здравје, право на дом и семејство, право на информации. Училиштето деновиве спроведува низа активности во контекст на застартаното мото «Градиме мостови, чекориме напред». Нашето училиште Славчо Стојменски од Виница и оваа година ја одбележува детската недела. Тоа е полната прва недела во месец октомври од 1 до 7 овој месец. Детската недела оваа година ја одбележуваме со тоа што во текот на цела седмица имаме своји активности, така да во понеделник на одделенскиот час беа обработувани работилници од ОЖВ на тема правата на децата. Исто така и за стоп на насилството, што е наша порака до сите, како до учениците, така и за возрастните. Овој ден го одбележавме со тоа што организиравме марш во градот Виница заедно со полициска станица од Виница и за наредните денови исто така имаме активности за утре се одбележува со тоа што ќе бидат поделени правата на децата на наши граѓани, со тоа што ќе организираме и солидарна собирна акција кои што средства ќе бидат наменети за наши ученици кои што потекнуваат од ранлива категорија. За четврток исто така ќе имаме посета на јавни установи, тоа е градска библиотека, пошта и полициска станица. За во петок го заокружиме со тоа што ќе имаме свечен прием на правачињата во детската организација. Активностите по повод неделата на детето се заокружуваат в петок со прием на правачињата во најбројната светска организација.
Во Чекор со малиот принц е насловот на театарската представа што беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри пред учениците од основните кочански училишта. Режијата е на Перо Даниловски, а актери се членовите на драмското студио што функционира во склоп на националната установа. Во Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна представата Во Чекор со малиот принц во режија на Перо Даниловски, а во изведба на актерите членови на драмското студио што функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. Представата беше одиграна 2 пати за учениците од основните училишта од Кочани, а ќе биде одиграна и во наредните 2 дена, среда во 11:30 часот и в четврток во 11 и 12:30 часот, исто во националната установа Центарот за култура. Представата е работена од фрагменти од Малиот принц, сите ја знаеме книгата Малиот принц од Антуан Сент-Екзюпери и некои додадени сцени кои се земени од најразлични други автори од детската литература и тоа е така да од неколку помали сцени е направена склоп од представа. Имам 4 улоги: принц, дете, друго дете и распен велосипед. Ми лежат улогите што ги глумим, многу ми се допија ова пред. Да имам играно во срцова драма. Откако ќе заврши одигрувањето на представата во Кочани, актерите со истата представа ќе гостуваат во Виница и во Штип. В петок, 5 октомври, во 18 часот во библиотеката Искра во Кочани ќе биде промовирана книгата Во потрага по себе, дебитантско дело на кочанката Христина Илиева. Таа јавно ги покани сите граѓани да присуствуваат на промоцијата. Во потрага по себе е насловот на книгата на Христина Илиева од Кочани, што ќе биде промовирана в петок на 5 октомври во 18 часот во библиотеката Искра. Рецензентот Младен Мараш за Илиева ќе рече дека таа слика преку своите стихови има цел свет во нив пун со емоција, радост, болка, се во едно, а сето тоа е една голема слика на нејзиниот живот. Уметноста зборува без зборови, а пишаниот збор слика светови. Па така и оваа поетеса напросто го оживува секој свој стих, давајќи му парче душа на секој стих во секоја нејзина колоритна поема од емоции. Поетесата Илиева ги покани сите граѓани да присуствуваат на промоцијата в петок. Оваа книга е прозно-наративен текст кој содржи есеј, 2 циклуси поезија и поема. И ја посветив на син ми и на сите еднородителски семејства, посебно на самохраните мајки, затоа што јас покрај титулата интелектуалец, ја носам и титулата самохран родител. Всушност да ја разбиеме стигмата дека ние сме најаки луѓе, всушност ние напротив водиме битка со самите себе, водиме битка со околината која постојано се обидува да не стави во некои шаблони, со видливи и невидливи бариери, буквално сите битки што ги водиме на животот, нели многу потешко е да се искаже сето тоа, а многу полесно е да се запише и да остави трага и се надевам оваа порака ќе стигне секаде каде што треба и ќе биде потик. Имам и други наобјавени дела, се надевам ќе стартуваме добро, пак имам можност и нешто друго да прочитате од мене, што еднаш ви благодарам. Петок во 18 часот да ве поканам сите со граѓани, ќе ми биде чест и задоволство. Библиотека Искра Кочани. Значи, нема да биде класична промоција, уметник сум по душа и не сакам многу шаблони, гледате и во природа се наоѓаме, да не сме во дидове, се снима во наотворено. Ќе има и изложба во рамки на самата промоција на книгата, да ја збогатиме, ќе има и етно музика во позадина, да не откриваме многу. Значи, ве очекувам да дојдете, ќе ми биде чест и задоволство. Издавач на книгата библиотеката Искра и директорот Коце Стојменов, рецензент Младен Мараш. Книгата Во потрага по себе е прв дебитантски обид на Илиева во родниот град Кочани, а има и неколку своји литературни дела кои се уште не излегле во печатена форма. Најголем лајт мотив во животот е нејзиниот 7-годишен син Хрисант и затоа и оваа книга е посветена токму на него. Перформанс зооприказна по Едвард Олби премиерно ќе се одржи на 6 октомври сабота во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Организатор е Здравко Стојмиров, а подржана е од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија за 2018 година.
Премиерата на перформансот Зооприказна по Едвард Олби се одржа во мај 2017 година во Враца, Бугарија, на фестивалот за камерни театарски форми и беше одликувана со награда за театарски експеримент. Во овој перформанс ликот на Питер е публиката. Ликот на Джери е во постојана комуникација со секој гледач во публиката, кој тој своевремено и своеволно го определува како таков или различен од она што е. Односно, гледачот може да биде перципиран како животно, инсект, предмет или да ја менува неговата општествена или сексуална определба. Оваа навидум комична приказна, раскажана од забавниот, комичен, интелигентен и себеироничен лик Джери, завршува трагично заради неговата ненајдена смрт, кога Питер, изреволтиран од него, не сакајќи го убива. Човекот отфрлен од општеството е мртов човек. Стравот како оружје за себеуништување. Стравот на поединецот кон општеството и обратно. Дали убиецот е самиот поединец или општеството. Перформансот е специфичен театар и трае околу 40 на минути. Оваа изведба е организирана од Здравко Стојмиров, а подржана од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија за 2018 година. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.